Мартин, благодариме. Поздрав до тебе и до соговорникот. Уште еднаш да честитаме на сите католички и православни верници кои што денес го слават и чествуваат Бадник според Грегоријанскиот календар. Време е за една нова убава приказна во Македонија на утро, како што и најавивме на самиот почеток во 6 часот и 45 минути, ќе зборуваме за младост, музика и љубов кон македонската традиција. Имам тројца ученици од големиот оркестар кои што го имаат во средното Орце Николов, кој што веќе успешно функционира во рамките на музичката секција. Овие дечки и девојки вечерва ќе имаат и предновогодишен концерт, па ајде да ја раскажеме нивната приказна во Македонија на утро. Добро утро за Марко Баловски. Добро утро, Ване. Добро утро за Ведран Алексовски. Добро утро. И за Јана Недановска. Добро утро. Уште многу сигурно ваши соученици не гледаат во моментов. Колку сте вкупно дел од оркестарот? Купно оркестарот брои годинава 23 члена. Машала. Имаме Вие сите во Орце многу музикални? Да, се погодимо, особено имаме појачување од прва година. Околу 7 нови членови што и како не зајакнуваат и не исполнуваат со звук. Марко и Ведран се трета година, Јана ни е матурант, четврта година. Кој инструмент го свирите во оркестарот вие конкретно и какви други инструменти има? Јас свирам на мандолина. Јас свирам на клавиатури, но свирам пијано веќе 10 години. Добро. А јас во оркестарот лани свирав бас гитара, годинава свирам хармоника, а иначе свирам пијано. Така. И кои други инструменти исто така превладуваат? Превладуваат виолината како инструмент, гитарата исто така, имаме тапани, знаеме да збогатиме исто така со кавал, така што еден одличен, да кажам, мешан оркестар. Па дечки, јас сега прашањата ќе ги поставам до сите. Вие слободно може да се надополнувате, да ни одговарате. Како започнува оваа ваша приказна со музиката, со оркестарот? Така. Нашава приказна започна всушност пред 2 години за еден зимски распуст, каде што се собравме јас, Ведран и еден бивши ученик на Орце кој што сега заврши, Иво Тојтов, сакам да го поздравам него затоа што тој е исто така еден од основачите на овој оркестар. Се собравме во едно кафуле и си викаме, дечки, ми се свири народно и нас не се свири народно, дајте да се договориме, да направиме нешто во Орце, да се собереме, некој мал состав, да свириме неколку песни, да видиме како ќе оди тоа. Се договоривме, направивме отприлика сет листа на некој десетина песни кои што решиме дека ќе ги вежбаме, но овој период беше веќе март, школската година завршуваше и немаше време за да се отпочне нешто ново, па затоа истото го направивме во септември, со почетокот на новата учебна година. Ова зборувам за минатата година лани, каде што му се обративме на професорот Миле по музички и тој апсолутно не подржи и рече направете група да се формираме, да се состанеме и да видиме како ќе одат да работите. И така ме назначија мене за шеф оркестар како најамбициозен со идејата и да не се откажам од тоа и полека почнувавме со работа. Уште не знаевме како идат тие работи, запишување на ноти, акорди, многу тука ни помагаше професорот да не нас учи како иде целиот тој процес, но еве веќе полека влеговме во една посериозна фаза каде што веќе работиме и самостојно. Ова ќе биде добро и да ве посетиме некогаш кога имате проба. Да, апсолутно. Свирите. Апсолутно. Да, тоа сега се сетив. Како поврзано со музиката? Први во семејството или имате некоја музичка семејна традиција? Ова е прашање до сите тројца. Така, лично јас, никој од моите дома, нити моите родители, нити сестра ми се музичари. Всушност, чичкото на мајка ми, Илија Џаџев, познат музичар кој што свирел на хавајска гитара, евентуално единствено тој ми е, имаш да кажем, повлечено од на мама, од пошироката, да. Фамилија имам повлечено од таму ген, но директно од моето потесно семејство нема. Така, Ведран? Да, исто. Мислам, од моето потесно семејство нема некој музичари, јас сум единствен, прв. Сакам да се надоврзам на претходното прашање, дека треба да се напомене минатата година нашето училиште го славеше патронатот 70 години од постоење. Затоа имавме тешка задача пред нас и многу труд вложивме минатата година. Иако бевме на почетокот, сепак успеавме сите концерти и настани да ги изведиме до крај. Така, Јана? Јас фамилиарно дома сите ние хоби да си свириме заедно, дома, да, така да секако не е нешто јас што ми текнало само, него е нешто што го имам наследено. Така. Како функционирате? Колку често имате проби? Како изгледа една типична проба? Така, почнувајќи од годинава со тоа што
веќе нашиот број е зголемен, самата организираност на пробите треба да биде поинаква. Јас како да кажам менаџер на оркестарот ги закажувам пробите најчесто за време на викендот, затоа што тогаш немаме настава, може да сме најмногу фокусирани дека дента не правиме некој тест или слично и не правиме бучава која што можеби би сметала затоа што сме гласни во училиштето. Многу ретко знаеме да се собереме во текот на неделата, но генерално имаме проби сабота и недела, училиштето е отворено. Од менаџерот како сте задоволни што ве ангажира за викенд? Задоволни сме многу. Ви се работи и за викенд, Да, така? ни се работи. Се шегувам малку. Сакаме да свириме, затоа не ни е проблеми за Кога викенд. се свири тоа е медитација, не размислувате на проблеми. Што е најубаво, а што најпредизвикувачко да се биде дел од овој оркестар, нели покрај редовните училишни обврски кои што ги имате, Јана? Јас би рекла баш тоа, да организираме еднакво активности што треба за во школа, учење, други работи, а исто да се адаптираме и со професорите. Затоа устари најдобро ни е пробите да ни се за викенд, затоа што никој не ни смета, никој. Ни вие не пречите. Да, затоа што ние ќе повторуваме песна 1 сат, истото ќе врти и некој ќе викне таму готово ќе сменете нова песна. И тоа јас би рекла дека мене можда менаџирањето време, затоа што свирењето мислам дека ни е љубов и дека со љубов го правиме ова и ништо не ни смета. Тоа не е најбитно. Но добро, сигурно кога ќе ја погледнеме целата голема слика, сите овие активности кои што ги имате, менаџирањето на вашето време, менаџирањето на целиот оркестар заеднички, училишните обврски и слично, сигурно ви представи една друга страна од животот, малку да бидете поодговорни како се менаџираат работите, да не се доцни. Така, ако некој доцни на проба, знаете да го малку искарате некогаш да му кажете не сме тоа, така. Да, апсолутно, значи ќе ни се најде, како да кажам, понатака во животот, едно ново поглед. Сега, концертот ќе го имате вечерва и интересен наслов стои, го имаме и на екран, вели звуците на Македонија во новогодишна хармонија. Што символизира овој наслов за вас? Така е, па сакаме да упатиме една порака со тоа дека целата година би ја затвориле со концерт, со убави хармонии, со македонска музика, македонски фолклор. Тоа е нашата порака. Мислам, насловот е интересен. Многу убав наслов, звуците на Македонија во новогодишна хармонија, да си го патентирате. И ово може секоја година да го правите овој концерт, па и кога ќе завршите средно, нека ви остане традиција да се спојувате основачите и новите деца. Добра идеја ви дадов. Тоа е целта, да. Тоа е целта, добро. Каков репертоар подготвивте за вечер? Репертоарот нема да ви го откриеме, туку ќе ве поканиме. Ќе си дојдете и ќе се слушнете. Ќе си дојдете вечер во 19 часот во холот на гимназија Торци Николов. Така. Каде што нели ќе се свири македонска народна музика. 19 часот е почетокот. 19 часот е почетокот, значи секако минимум 15 на 20 на минути порано да дојдете да си патурите. Но добро, сигурно ќе слушнеме познати народни песни. Да, апсолутно. Тоа може да ни го откриете. Така е, точно. Концертот има и хуманитарен карактер. Што ви беше важно, зошто ви беше важно токму музиката да ја ставите во служба на хуманост? Па искрено да ви кажам, доколку веќе доаѓаат нели луѓето на концерт, зошто и да не направиме некоја хуманитарна акција, средствата кои што ќе ги собереме, не продаваме карти, но ќе стојат 20 волонтери од хуманитарниот клуб на Орце кои што ќе им послушат на самите гледачи доста доколку сакаат да донираат. Некоја средства и тие средства ќе одат за децата од СОС село, каде што ќе им доделуваме пакетчиња токму на 29 декември во Орце, каде што ќе има уште еден настан, а тоа е бендот и хорот на Орце Николов. Браво, одлично. Млади луѓе ја негувате македонската традиционална музика во време на модерни трендови, што тоа значи за вас и за вашите врсници? Сакаат ли да разговараат со вас, да дознаат повеќе за нашата музика? Ве прашуваат ли врсниците? Апсолутно, особено после првиот концерт. Да кажам дека можам да кажам дека оставивме позитивен впечаток и тоа е нашата цел во денешни модерни времиња каде што речиси ја запоставена македонската музика, ние почнувајќи од нас младите пробуваме да го подигнеме тој да им укажеме дека и тоа е музика, дека ние потекнуваме од таму како нација, тоа е дел од, како да кажам, нашиот живот и никако не сме да се запостави. Нашиот ген, тоа ни е кодот. Точно. Дали некој од вас размислува музиката да му биде животна професија или таа засега е само љубов што ви ги исполнува овие средношколски денови?
како хоби ќе продолжиме натаму, ама секако мислам дека нема да се откажеме скроз. Добро, а што ќе бидеме по професија, вака што ни е желбата? Па јас планирам на економски факултет да одам. Значи економист и музика, па добро ќе биде Ќе спојка, одговара. економија и музика. Може? Преку ден музика, по економија, попладне После тоа, музика. музика за релакс. Ведран? Па јас малце стереотипично, ама сакам да бидам инженер. Добро. А и воедно сакам да продолжам со музиката, со пијаното, како паралелно хоби, па дури работа некоја професионална, ама важно инженер да сум. Така, Марко? Да, јас сакам да бидам доктор. Значи, тотално не поврзано со музика, но постојат одлични доктори кои што се исто така одлични музичари, мислам дека тоа е. Јас не знам, гледав сега имаше еден документарец каде што при операција на пациентите им пуштаат музика. Музика, да, со цел да се Сега опуштат. види колку не е поврзана твојата професија со музиката. Не е само тоа при Да, хируршки точно. зафати за ментално здравје, колку веќе луѓето едноставно одат на психотерапија со музика, така да поврзана. И на некој начин издувен вентилот, Ето, секојдневниот притисок. Чест ни е што дојдовте утрово во Македонија на Аутро. Навистина имате убава приказна позади вас во време кога имаме експанзија на социјални медиуми, на квантитет на социјални медиуми, кога алгоритмите даваат виралност и популарност на луѓе кои што тоа не го заслужуваат. Точно, Јас ви благодарам што дојдовте утрово во Македонија на Аутро за да кажеме дека може и поинаку. Така, ви благодарам Вана на покана. Што ќе им кажеме на вашите врсници, но и на публиката за крај? Една порака и зошто да дојдат вечерва на концерт? За крај би им посочил да си ја негуваат нашата музика. Ние потекнуваме таму и ние сме промената која што ние токму младите сме промената која што сакаме да ја видиме. Така што ве охрабрувам сите да дојдете вечер, влезете слободен со хуманитарен карактер, да слушнете нешто поинаку што денеска за жал ретко може да се види. Ќе опатиме порака, Ветран, Јана? Да не ја забораваме македонската музика, затоа што, пак, како што кажавме, е дел од нас и не сме да заборавиме. Музиката не сплотува, не обединува, не прави сите да се чувствуваме убаво, среќно, сите сме тука заедно ќе бидеме и ќе уживаме единствено во музиката. Убав и успешен концерт вечер. Така е, благодарам. Благодарам за гостувањето во Македонија на Аутро.